Да не заборавам накратко шеќерчиња за тие што имате фанпејџови за мене фанпејџови на Инстаграм. Пишете ми во DM пошто имам некој договор за вас, искрено да се договориме нешто, имам нешто што јас вас ќе ви дадам и ќе ви се заблагодарам за вашата верност, за тоа што сте правеле фанпејџови за мене, сте пуштале слики и такви работи, доколку не сте направиле се уште вие некој ти што гледаш овој видео фанпејдж, а си шеќерче, за мене сега е моментот, направи и пиши ми. Имам нешто за тебе. Јас сум блага душа, снимам се што сакам и срам си немам на душа. Добре дојдовте на мојот канал, смеја до солци во нова сезона со нас. Поздрав на сите шеќерчиња, добре дојдовте назад на каналот на Благадуша. Пред се сакам да се извинам, значи ова видео нема да има премногу едит, пред да преминеме на главното за ова видео. Само накратко сакам да ви објаснам некои работи, да ви кажам нешто, така да пред се сакам да се извинам поради тоа што ветив една многу захтевна, можам да кажам, зимска сезона, ветив многу работи, а ништо тоа не беше исполнето. Сега ќе ви кажам и зошто. Значи, ветив спортски серијал, ветив реакции, не знам што не, и кладов скоро по една епизода од сите и толку беше. Значи, тоа е причината поради мојот интернет кој што не можев да го совладам нештото, да го стасам од ден за ден. Пробав да правам видео од пред 3 дена, ден за ден и никако да успеам да го направам нештото на време како што треба. И сето тоа поради мојот интернет. Не можам да го откажам интернетот и да ставам нов интернет поради тоа што имам договор до 2019 година октомври, така да ќе морам некако се снајдам. Сакам исто така да ви посакам среќни божитни празници, среќна нова година и се друго, а за од сега па натаму. Нема да ви ветам таква зимска сезона со спортски серијали или со не знам што, но можем да ви ветам видеа многу почесто сега зимава и зверски видеа, луѓе. Ќе има многу смешни, многу поучни, многу разни врсти на видеа. И тоа почнуваме се од денес. Следете ме на мојот Инстаграм профил сите со мали Стефан Благадуша за да знаете и да гласате вие што да снимаме. Исто така сакам да кажам дека имам уште еден канал, можете да одите на него, тоа е Стефан Благадуша. Таму ќе ставам кавери од песни, така да за љубителите на таквата музика можете слободно да одите да ме поддржите на тој канал, да се сабскрајбните. Нема да ве трудам повеќе со вакви работи, одиме турбо со видео, луѓе, можам да кажам дека имаме многу работи, многу подновено работи во мојот сетап тука, зашто ги носам слушалките и сите други прашања ќе ви бидат одговорени токму сега. Па! Добро, луѓе, значи кога ќе влезиме, прво нешто што кога ќе влезиме, значи од мојата соба, прво нешто тука си ги чувам некои ранец за лаптоп, ранец кога одам на снимање на такви работи, тука ми е некое новогодишно пакетче. Така, одма тука следува мојот кревет на кој јас спијам, значи на кој лежам и такви други работи. И тука ги имам овие слушалици од Genesis, кои ги користев за гейминг пред да си купам нови слушалици, а сега ги користам за слушање на музика, пошто е така ми се нешто поквалитетни од оние headphones или earphones, како да ги наречам, мали слушалици за телефон. Тука го имаме мојот green screen, кој што, знаете, требаше на него да снимам спортски серијали, сега не знам зашто ќе го искористам за некои други видеа, но сепак ќе го искористам за некои видеа. После тоа преминуваме тука имаме еден штекер на кој ми стои нонстоп полначот за мојата батерија, тоа е за камерата од мојата батерија. Тука си имам корпа за ѓубре за фрлење, тука е мојот радиатор. Сега, значи тоа е краток тук, така? Тоа што сите го очекувате да го видите, луѓе, еве кога ја ќе застанам, мојот сетап тур изгледа вака. Значи, ова е мојот сетап тур. Тоа изгледа вака. А сега ќе одиме со ред детално, од детал до детал, по детал до детал. Ова е мојата столица која што си ја купив баш денеска, луѓе, значи баш денеска, пошто искрено ете во 5 години на кои сум на YouTube не сум си купил до сега столица и седев на, да кажам, слободно можам да кажам дека седев на обична столица за куинска маса, да кажем, и премногу чувствував болки и се здравував си од тие слични работи. Столицата е супер, геймерска столица која што можам да кажам дека во теков на изминатиот ден што испробав баш ме бендиста и предобра, се надам дека ќе се дружиме уште многу долго. Ја тргаме нејзе на станата, одиме со ред. Таму во тој ќош не знам што си чувам, некои те постери, некои тука мислам дека тоа ми е паковката од мојата камера. Ова е моето мојно куќиште, за кој ќе имате спецификации во дескрипција, така да знаете. Овде си ги чувам некои книжулињата, некој си телефон, некои такви работи, книжулиња за запишување. Овде подолго си го чувам мојот етево хардискот, мојот еден од микрофоните за во лайв пеење, тука е мојот џојстик исто така од Genesis, шише во кој напати се полна вода и кутијата од микрофонот, и таму има две грепки добитни кои се од последното видео, да. Таму ми е баш тој проложен кабел на кој мисел клучени сите работи, ова е полнаш од мојот телефон, ето мојот новчаник, мојот Casio
часовник. Сега тука е мојот управувач за звучниците, тоа е системот да го наречам. Ќе седнам луѓе искрено да го кажам, ќе си седнам на мојата столица. Значи тоа е систем. И јас сакав да купам луѓе звучници. И поради тоа што овај не ми текна да го земам и да го уклучам на компјутер, пошто е малку постар и така стоеше во старата куќа во село, бришеше прашање. Видов кај IB Production во видеото исто ваков и ми текна дека јас го имам. Му пишав, поздрав до IB, му пишав и ми кажа дека е стварно добар за на компјутер, така да јас наместо да купам звучници решив тие звучници да си ги донесам тука заедно со него и си ги поврзав во компјутер и за сега сум презадоволен. Значи тоа е управувачот, тоа се двата звучници луѓе. Сега. Тука имаме такво во кое се чувам наливче на Eteldorado Fields наливче, тоа е спенкало како сакате да наречете го. И сега, за тие што знаат, ја купив нов микрофон, нов аудио интерфейс и нови слушалици. Еве ги слушалиците кои ги користам за едит, PreSonus H7, што се супер, се бомба, што да кажам, HD7, се извинувам, се бомба, што да кажам, сум презадоволен. Тоа е мојот аудио интерфейс Rode, кој доаѓаше заедно со микрофонот Rode AL1. Супер предобар, го знаете од последниот спот од песната Не снимам џабе. Сега тука имаме едно крстче кое си го купив во трета година од Италија и којата не знам нонстоп си го чувам тука, ми држи некоја среќа. Штом преминавме веќе на микрофонот, да преминиме тука, ете го мојот Rode микрофон кој е со држачот, со претходниот држач што имав од BM800-ката е истиот микрофон. Тука овој поп филтер не е мој, значи овој Lord of Fails нешто испробувавме, ова е мој поп филтер, така да ќе го сменам наскоро. Како што кажав, сега тука имаме оваа ламба која ми ја осветлува и некога снимам видео пред компјутер, значи кога снимам видео пред компјутер. Тука е мојот Nikon D3300 со овај сталак кој што ми е, да кажам, прилично нов, скоро 2 месеци, кој што е предобар и се крева многу високо. Мојот Nikon го знаете, имате видео имам направено кога го купив unboxing and review. Ова ламба ја користам тука за на грин скринот, да не ви уклучам, не пикам тука во штекери и супер ми осветлува тука за грин скринот. Преминуваме натаму, што ни остана? Не остана мониторот, значи мониторот е Samsung 24 инчен монитор што е предобро. Еве ми е камерата која имате во реденденскиот влог ова лето кој што мајка ми е подари, е супер 360 степени Full HD 1080p камера, што е супер, веб камера сакам да кажам. Преминуваме надолу, ја во ова филка тука си ги чувам некои не знам што работи, некои глупости, BM800-ката ми внатре, многу глупости внатре, да не ви ги кажам. Ова доскоро кутија ми служеше за најлонки, ова филка. Ова врата, ова простор ми служеше, сега ми служи за имам кутии и најлонки, значи кутии од графички, од процесори, од такви работи. Да, ќе го заборавив, скоро купениот, скоро една недела го имам овој мауспад што е прилично добар. Се работи за Volcano мауспад, не е скап, а за цената е бомба, да кажем слободно можам предобар. Тоа беше тоа луѓе од ова сетап тур видео, ние се гледаме во наредно видео. Се надевам на поддршка, шеќерчиња мои. И да, тоа беше тоа, и доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го за поддршка и доколку се уште не сте станале шеќерчи, направете го тоа веднаш со стискање на subscribe копчето. Да, и не заборавајте да го стиснете звончето што се наоѓа до subscribe копчето за да ви стигаат нотификации кога јас ќе пуштам ново видео. Да, и доколку сакате да знаете што се случува во мојот приватен живот и да гледате behind the scenes, не заборавајте ме да следите на Instagram, бидејќи ќе гласате на моите стории, да.